Здруженијето на пензионери од Кочани беа дел од вчерашната јавна расправа за изградба на пречистителна станица за отпадни води во Кочани, проект кој се реализира во соработка со општината. Проектот најпрво го започна комуналното јавно предпријатие и општина Кочани, а финансиски е поддржан од швајцарската влада и Министерството за животна средина и просторно планирање. Јавната расправа имаше за цел да ги информира граѓаните, а воедно и пензионерите за оправданоста од изградбата на еден ваков објект за заштита на животната средина и значењето за идните генерации на општината и пошироко во регионот, рече председателот на Здруженијето на пензионери Ѓорги Серафимов. На јавната расправа зборуваше и Тим Кентер од консултантската куќа од Швајцарија, кој го искажа значењето на овој проект и придобивките од истиот. Горди сме што денес сме тука за да го представиме проектот за третман на отпадни води пред пензионерите од Кочани и од околината. Целта на овој проект е изградба на пречистителна станица за третман на отпадни води овде во Кочани. Отпадната вода од домаќинствата, така и од индустриите ќе биде прочистена и ќе придонесе за поздрав живот на идните генерации. Заедно со Водовод Кочани и општина Кочани и ние како консултантска куќа од Швајцарија, Ернест Баслер и партнер, го имплементираме овој проект кој започна пред една година и ќе биде завршен, се надеваме, во 2019 година. Проектот се состои од неколку компоненти кои се однесуваат на проширување на канализациониот систем на Кочани, а исто така е вклучена и изградбата на главен колектор кој ќе ги собира отпадните води од Кочани, Оризари, Горни и Долни Подлоки, Мојанци.